Мерки за безбедност при користење мобилни уреди и јавни Wi-Fi мрежи. Мобилните уреди се компјутери кои можеме да ги носиме со нас. Иако и лаптопите се сметаат за мобилни уреди, ние ќе осврнеме поголемо внимание на помалите мобилни уреди како што се таблетите, телефоните и паметните часовници. Важни мерки кои треба да се преземат при користење на мобилни уреди се: задолжително заклучување на уредот, редовно ажурирање на податоци, шифрирани податоци, можност за заклучување од далечина, како на пример Google, правење на резервни копии од важните податоци на друг уред или на облак, и нормално избегнување на јавни Wi-Fi мрежи поради нивната слаба безбедност. Кога веќе сме кај јавно достапните Wi-Fi мрежи, јавните Wi-Fi мрежи може да се најдат насекаде: училишта, библиотеки, кафулиња, аеродроми, универзитети и продавници, и буквално во сите јавни простори. Тие возможуваат на секого да се приклучи на интернет. Иако мреживе неретко се многу погодни, тие најчесто се и многу ризични за користење, бидејќи не се доволно безбедни, а и му овозможуваат секому да се приклучи на интернет, вклучувајќи ги луѓето со лоши намери, кои преку нив ке може да украдат доверливи и лични информации. Поради ова, доста битно е да се знаат ризиците при користење на вакви мрежи и какви мерки на претпазливост може и треба да се преземат при нивно користење. Првично може да има хакери во истата мрежа кои со тоа што ќе се овозможат администраторски привилегии во мрежата, може да го контролираат протокот на податоци, со што преку методот наречен човек во средина може да ги пресреднат податоците кои вие ги примате или праќате, пред тие да стигнат до саканата цел. А друг вид на напад е со споделување на датотеки, доколку таквата опција е овозможена во мрежата, со што може да ја пратат различни вируси или несакани податоци или злонамерни програми на вашиот уред без вие тоа воопшто да го знаете. Исто така постои веројатност мрежата воопшто да не е вистината. Тоа мислам како на пример влегуваш во кафуле во некоја зграда и гледаш мрежа со исто име како името на кафуле. Ама мрежата не е од кафулето, туку од некој кој е во кафулето или во негова близина. И само е крстил својата мрежа да се вика исто како и кафулето. Со што може да ги измами корисниците да се прикажат на мрежата каде тој или таа имаат потпун пристап до сите податоци. Со што ќе може да ви ги украдат сите лозинки и кориснички имиња кои ќе ги користите додека сте поврзани на таа мрежа. А сега да видиме што може да се преземе за да се дојде до поголема сигурност при користење на јавни мрежи. Најсигурно вие да си користите сопствен интернет или попознат како 4G, 5G. Ама, ако веќе мора да користите јавна мрежа, најпрво проверете дали мрежата е легитимна. Прашите некој од вработените дали мрежата е нивна. Користете VPN, односно виртуелна приватна мрежа. Исклучете опцијата за споделување на датотеки на вашиот уред. Користете силни лозинки за пристап до вашите лични уреди и внимавајте никој да не може да ви ги види или запамети лозинките. Посетувајте само страници кои во линкот или во URL-то имаат HTTPS, нека фајрволот или на македонски огнениот зип секогаш ќе биде активен на уредот кој го користите. Негова задача е да ве заштити од неовластен пристап и да го следи сообраќајот на податоците и ги отфрла датотеките на кои најверојатно има вирус. Користете антивирус и оставете го активен, за да се заштитите од вируси кои можеби се споделени на мрежата. Добра практика е да го невозможите автоматското поврзување на Wi-Fi мрежи и да се одјавите веднаш што ќе завршите со работата. Кога сте поврзани на јавна мрежа, не работите со доверливи или лични информации и никако не правете ништо поврзано со пари. Ни онлайн нарачки, ни плаќање, ни најавување на онлайн банкарство. Ништо такво. Претходно спомна VPN, па што е тоа? VPN е кратенка која кога ќе се преведе на македонски значи виртуелна приватна мрежа. И тоа е еден од најбезбедните начини за користење на интернет, кој служи како магла во која не може да се види ништо помеѓу примачот и пратичот на пораката. Исто така и никој од надвор не може да види кој сте, бидејќи тој ги шифрира вашите податоци. Хакерите не само што нема да може да ја видат вашата лозинка, туку воопшто нема да може да ја видат ни вашата IP адреса. Со тоа што со користење на VPN вие ја маскирате вашата IP адреса и можете да се представите како да сте од друга географска локација. Што не само може да ве заштити, туку може да ви биде и добредојдено доколку некој од содржините кои ги пребарувате се географски ограничени. И ова звучи супер, ама и тие си имаат недостатоци. Прво, добрите VPN услуги се наплаќаат. За среќа не многу, ама сепак се наплаќаат. А и знаат да го успорат интернетот поради потребата за шифрирање на податоците. И некои Wi-Fi мрежи се покомплексни за нагодување. Неколку познати бесплатни VPN понуди се Proton VPN Free, Windscribe Free, Hotspot Shield Basic, Privado VPN, HideMe и Turbo VPN. Иако имаат ограничени можности и се полоши од нивните платени алтернативи, во одредени случаи може да ви завршат работа, зависно од вашите потреби.